председател на ВМРО-ДПМН, почитувам мој пријател Мане, семејството Јаковлевски, почитувам господин Кипровски, авторот на монографијата. Денеска, дами и господа, денеска имам една хубава чест, едно задоволство да се обратам пред овој собир, овој мощне симпатичен, мощне убав собир и да кажам неколку збора за тоа како се дружевме со почитуваниот Мане и како излезе на виделина ова дело после пишувањето од страна на авторот господин Кипровски. Со Манета се знаеме по партиска линија, се знаеме уште од деновите кога беше во Германија, се знаеме од активностите кои што ги вршевме заеднички во партијата, од пријатните и непријатните моменти кои што ги доживуваат политичарите, од сите моменти кои што беа, можеме да направиме една мощна и поголема книга од ова. А можете да замислите што се има се случувано со почитуваниот Мане во делот на она што беше неговата борба, што го кажува и самиот наслов, борбата за Македонија. Ќе спомнам само некои работи кои што се случуваа во последните денови, односно она како излеза на виделина, а тоа е дека мојата професија е во делот на печатарството, мојата професија е следбеник на она што е едно од најголемите изуми во човештвото, а тоа е покретниот словен знак, подвижниот словен знак, односно буквата. Имаме многу откритија во историјата на човештвото. Меѓутоа, со Јохан Гутенберг во 1450 година настанува една нова револуција и го бележи она што пред тоа не можеше да се забележи, да се стави на хартија. Не случајно новинарите, односно и другите, го кажуваат, она што не е забележено на хартија, не се ни случило. Значи, јас продолжував да ги следам традициите на нашите печатари кои што беа од овие краишта. Јаков од Камена река, знаеме дека еден од првите печатари, не само во нашиот крај во Република Македонија, не само во овој дел од Балканот, туку и на ниво на Европа. Тоа задоволство мене ми падна да јас го продолжам и покрај другите околу 4000 наслови кои што ги имаме отпечатено во нашата историја од 28 години, инаку се поклопува денешниот ден со отпочнувањето на печатењето на печатницата Европа 92. Сосема случајно се поклопува. Значи, ова е едно дело кое што ќе прикаже еден мал дел од она што авторот го забележал во живењето на и борбата на почитуваниот Мане Јаковлевски, и мене со задоволство ми беше доверена таа улога да бидам во исто време издавач, но во исто време и печатар кој што ќе овозможи да ова излезе на виделина. За содржината на книгата, иако со задоволство ја прочитав, не сакам јас да зборувам за тоа што во некои од деловите сум и директно вклучен, имаме промотори кои што ќе го зборуваат тоа, меѓутоа уште еднаш сакам да кажам, ретки се таквите моменти кога со задоволство можам да представам едно така успешно дело. Почитувам Мане, посакувам да во најскоро време ја прошириме она што го имате како доживување, да го имате уште со поголемо дело.